Во првото тримесечие од годинава се родиле 5635 бебиња, што е зголемување за 4,4% во споредба со истиот период минатата година. Според податоците што денеска ги објави Државниот завод за статистика, природниот прираст изнесува 354 лица, што значи дека за толку бројот на живородени деца е поголем од бројот на умрените. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. Еве што ќе имате можност да видите во нив. Започна третата поред манифестација Денови на електротехниката во Средното електротехничко училиште Михајло Пупин. Наградени учениците од основното училиште Лазо Трповски за постигнатиот успех на надпревар во Германија. Почна асфалтирањето на трета македонска бригада. Ке се реконструира пешачка патека на Матка. Избрани најдобриот транспарент и најдобрата фотографија од Скопскиот маратон. Microsoft Македонија ги учи младите како правилно да аплицираат за работно место. Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин и оваа година по традиционален трет пат поред е домаќин на манифестацијата Денови на електротехниката. 3 дена осмоделенците од основните училишта на територија на град Скопје ќе другаруваат, а воедно и ќе ги проверат своите познавања од областа на физиката во делот на електротехниката. Оваа година бројот на учесници е зголемен и е со тенденција на постојан раст од година в година. Томислав Атанасовски. Од денеска па се до 23 мај во Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин традиционално по трет пат се одржува манифестацијата Денови на електротехниката, која е посветена на младите влюбеници на природните науки. Во време трајање од 3 дена, 8 оделенците од основните училишта на територија на град Скопје ќе другаруваат, а воедно и ќе ги проверат своите познавања од областа на физиката во делот на електротехниката. На денешното свечено отворање на манифестацијата беше доделен пехарот на победникот од минатата година, основното училиште Димо Хаџидимов од општина Карпош. Потоа свои пригодни обраќања имаа представниците на компаниите без кои оваа манифестација Денови на електротехниката не може да се реализира. Покровителот Ева на Македонија и генералниот спонзор ArcelorMittal, како и деканот на факултетот за електротехника и информациски технологии, директорот на училиштето домакин Ефтим Пеовски. Оваа година бројот на учесници и училишта е зголемен во однос на минатата 2013 година. Организацијата на оваа манифестација ја задржава истата форма, односно се реализира во текот на 3 дена, 21, 22 и 23 мај. Денеска учениците од основните училишта на град Скопје, кои се талентирани за природните науки, учествуваат на тој начин што прават еден тест на кој што треба да одговорат на одреден број на прашања и на тој начин всушност ќе ги добиеме трите училишта кои што ќе учествуваат на завршниот ден во еден квиз надпревар на знаење во рамките на самава манифестација и на тој начин практично го добиваме победникот. Всушност ова е манифестација која што треба да ги охрабри младите луѓе да се вклучат во делот на природните науки, да го дадат својот допринос таму, да го дадат својот квалитет, затоа што практично на пазарот на трудот евидентен е недостатокот од кадри токму делот на природните науки. На овој начин Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин го дава својот активен допринос кон мотивирање на учениците да бидат дел и од стручното образование, но дел и од природните науки. Ева на Македонија, негувајќи ја традиционалната соработка со Средното електротехничко училиште Михајло Пупин, со гордост може да каже дека веќе трета година поред го поддржува овој надпревар на учениците од основните училишта на територија на град Скопје како дел од Деновите на електротехниката. Ева на Македонија, како компанија, континуирано одржува контакти, разработува и нови идеи со училиштето во насока на обезбедување на квалитетни кадри од електротехничката струка,
посебно од енергетската област, што е од исклучително важно за нас како компанија, меѓутоа важно и за нашата држава. Учествуваат околу 200 ученици или поточно 198 подготвени од своите ментори каде ќе ги одмерат своите знаења. Секој училиште е представено од барем една екипа составена од 3 ученици. Најдобрите 3 екипи ќе обезбедат пласман на финалниот квиз надпревар што ќе се одржи на 23 мај. Деновите на електротехниката е манифестација која е со тенденција на постојан раст од година во година, а домаќинот Средното електротехничко училиште Михајло Пупин е вистинска ризница на висококвалитетен и обучен наставен кадар од областа на електротехниката и општообразовните профили и е способно да одговори на предизвиците на својата професија. Во силна конкуренција на над 50.000 учесници од 29 земји од светот и 2216 проекти, учениците од основното училиште Лазо Трповски освоја награда за проектот на политички актуелна тема «Добрите и мрачни страни на глобализацијата». Учениците од 8Б одделение од основното училиште Лазо Трповски денес ја примија наградата што ја заслужија со учеството на 43-тиот меѓународен училишен надпревар за политичко образование, што се одржа во Бон, Германија. Наградата им ја врачи Хелга Тајпел, раководител за култура при амбасадата на Република Германија во Македонија, која истакна дека признанието е знак за исклучителниот ангажман на наставниците и на учениците и потврдува дека е вложено многу труд, но и дека процесот бил забавен. Осмоделинците од ова училиште на овогодинишниот меѓународен надпревар за политичко образование, што се одржа во Бон, учествуваа со проектот «Добрите и мрачните страни на глобализацијата» под менторство на наставниците Стефан Симовски и Даниела Радевска и добија награда за својата возрастна категорија. Основното училиште Лазо Трповски веќе 8 години, значи секоја година едно по друго учествува на овој надпревар. И од досегашните учества, значи имаме освоено 8 учества и 8 награди. Преварот се одвива во 3 фази. Значи надпреварот има проектна фаза, во таа проектна фаза постои евалуација. Значи од страна на жирито на оние теми што ги работите и врз основа на тие грешки кои што сте ги направиле, значи проектната фаза е ограничена, таму учествуваат само 150 училишта. Ние имавме можност да бидеме и дел и од таа проектна фаза и тука научивме многу во првите 2 години, со оглед на тоа дека оние грешки што ги правевме тогаш, едноставно успевавме да ги искоригираме и она што е потребно да се сработи задачата според барањата на зададената проектна тема и на зададената проектна задача. Значи, ако ги прескокнувате фазите на задачата, едноставно губите бодови. Тоа е прилично тешко, со оглед на тоа дека е потребно да се направат значи анкети, интервјуа, едноставно акции и не само во училиште, туку и надвор од него. Значи многу често мора да се оди надвор од Скопје. Така што прилично сложен надпревар и прилично сложен проект. Нас ни е драго што имаме можност да ја представуваме Македонија и уште ни е помило што имаме успеси. Овие ученици, значи конкретно за оваа година ова одделение учествува по 3 пат на овој надпревар, еднаш беше дел од проектната фаза, потоа 2 пати учествува на надпреварот, минатата година има пласман во финале, а оваа година имаат награда. Проектот «Добрите и мрачните страни на глобализацијата» има големи содржински квалитети и креативна форма, што е само една од причините зошто е награден. Дел од наградените ученици кои учествуваа во проектот го објаснија процесот на работа и нивното искуство од надпреварот во Германија. Јас учествував во мрачните и добрите страни на глобализацијата. Потребни беа 3 месеци за да можеме да успееме да го завршиме овој проект. Беше ли тешко да се заврши овој проект? Па не, тука беше Ситимол, тука имаме и наоколу уште повеќе продавници или згради, така да не ни беше некој голем проблем. Мојата улога во проектот беше да се консултирам и најдам фирми кои ги извезуваат своите производи надвор од држава. Па не беше толку тешко зашто тука ни исто така ни беше Ситимол, имавме фирми каде што можеме да прашаме и не ни представуваше голем предизвик. Јас учествував во проектот, ние се сликавме пред брендовите и ни беше полесно бидејќи тука е Ситимол каде што ги има повеќето од познатите брендови.
и не беше многу тешко. Конкуренцијата беше голема. Не знаевме дали ќе добиеме награда, ама ете добив. Јас учествував во проектот Добрите и мрачните страни на глобализацијата. Тој проект беше со голема конкуренција, но сепак не освоивме награда. Учествувавме со околу 10 деца и не, и лани учествувавме, ама лани само добивме пласман во финале, оваа година освоивме награда. Директорката на училиштето Елеонора Стризовска истакна дека оваа награда представува уште една потврда за континуитетот на 8-годишната традиција на основното училиште Лазо Трповски на успешни учества на овој реномиран надпревар, чиј покровител е председателот на Сојузна република Германија Јоахим Гаук. Основното училиште Лазо Трповски досега 8 пати едно по друго учествува на надпреварот во Бон и досега има освоено 8 награди. Екипите на градот Скопје почнаа со асфалтирање на новопробиените 2 коловозни ленти на булеварот Трета македонска бригада, на потегот од раскрсницата со булеварот Србија кон улицата Фрањо Клус. Веќе е нанесен првиот носечки асфалтен слој, а асфалтирањето на новопроширената делница ќе продолжи и во наредните денови. Градот Скопје очекува асфалтирањето на новите коловозни ленти на булеварот Трета македонска бригада да заврши до крајот на наредната недела. Потоа возилата ќе се пренасочат по новите 2 ленти, а ќе се продолжи со реконструкција на коловозот на постојните 2 сообраќајни ленти. Од страната на двете постојни коловозни ленти деновиве се заменуваат старите и оштетени рабници и се формираат тротоарите. Градот Скопје ќе реконструира постоечката пешачка патека од пештирата Врело до пештирата Убава во спелеолошкиот парк Кањон Матка. Реализацијата на овој зафат е дел од програмата за ревитализација и реконструкција на туристичко-рекреативниот центар Матка. Санацијата на патеката ќе ја изведе фирмата Мобил Ел од Скопје во рок од 3 месеци. Во проектот ќе се вложат 32.000 евра. Со остварување на градежниот зафат ќе се овозможи безбедно движење на посетителите на овој дел од Кањонот Матка. Градската администрација планира да изгради и пешачки мост преку езерото Матка во рамките на овој познат туристичко-рекреативен центар во Скопскиот регион. За таа цел на почетокот од годинава беше потпишан договор за изработка на проект за овој инфраструктурен објект. Висечкиот пешачки мост треба да им овозможи пристап на граѓаните до пештирите Врела, Крштела и Убава. Избрани најдобриот транспарент и најдобрата фотографија од Скопскиот маратон на конкурсот кој го распиша град Скопје, за да ги мотивира граѓаните да излезат на улица и да ги бодрат маратонците. Преку 6.000 учесници во сите трки беа дел од овогодинешниот Визер Скопски маратон. Приближно исто толку луѓе излегоа на улиците низ Скопје да ги поддржат маратонците. Мотив плюс за публиката да излезе и навива беше и објавениот конкурс за најдобра фотографија и конкурсот за најдобар транспарент, кој ги поттикна граѓаните да ја изразат својата креативност. Во конкурсот за најдобар навивачки транспарент се пријавија 36 автори со вкупно 48 транспаренти, а жири комисијата одбра 10 финалисти, од кои трето место и награда 5 книги од издавачка куќа Темплум во вредност од 1500 динари освои Ана Петровска. Второто место и награда од 10 книги од издавачката куќа Темплум во вредност од 3000 динари освои Огнен Јовановски, додека пак првото место и награда Визер билет освои Злата Ѓуровска Брајовик. Во конкурсот пак за најдобра фотографија се пријавија 75 автори со вкупно 139 фотографии. Од 12 финалисти, жири комисијата одлучи третото место и наградата вредносен ваучер од Nike во износ од 2000 динари, да му припадне на Ѓоко Петковски. Второто место и наградата вредносен ваучер од Nike во износ од 3000 динари да му припадне на Томислав Георгиев, а пак првото место и наградата вредносен ваучер од Nike во износ од 4000 динари му припадна на Роберт Атанасовски. Денеска и утре во Скопје се спроведува обука организирана од Microsoft Македонија и Центарот за иновации, која има цел да ги научи младите како да аплицираат за работни места, како да направат CV и како да побараат можности за вработување надвор од границите, но не да се преселат, туку да работат преку интернет.
На обуката на која присуствуваат најдобрите студенти од сите приватни и државни универзитети во државата и млади невработени луѓе, ќе биде презентирана програма која треба да им помогне да се здобијат со технологиски вештини и да изградат кариера и отворат нов бизнис. Генералниот директор на Microsoft Македонија Стефан Плавјански истакна дека основната идеја е преку програмите на Microsoft кои денеска се презентираат да се донесат технологија, знаење, вештини, менторство и искуства кои ќе им помогнат на младите луѓе да ги реализираат своите потенцијали за да најдат вработување или пак да започнат свој бизнис. Плавјански посочи дека Microsoft веќе има програми кои ги практикува во Македонија. Денешната обука е само една од серијата кои ќе следат. Кожуф израмни на 1:1 во победи против Работнички во полуфиналата од плейофот. Фудбалскиот клуб Монако му врачи отказ на тренерот Клаудио Раниери. За овие и останатите вести од спортот по рекламите.